Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, повторно се наоѓаме на почеток на пленарна седница за поставување на пратенички прашања. Алатка и дадена можност на пратениците, на сите пратеници, но претежно на пратениците од опозицијата, да постават некое прашање директно на председателот на владата и министрите во владата на Република Македонија, да прашаат нешто поразлично од владините медиуми, кои што ја представуваат убава розова слика во државата. И повторно, по кој знае кој пат, истата ситуација со седница на пратенички прашања. Посебно во делот на писмените пратенички прашања. Имено, повторно 33 одговори на писмени пратенички прашања, од кои што 23 се одговори на пратеници од власта. Малку станува иронично и смешно ова што се случува, да пратеници од власта кои што имаат директен пристап до министерствата, до министрите, пошто доаѓаат од нивните редови, да пратеничките прашања ги поставуваат на писмено и замислете на тоа веднаш добиваат одговори, а прашања поставени устно на минатата седница на колешка од опозицијата, на која што и беше речено дека трите одговори ќе ги добие писмено за оваа седница, има добиено само еден одговор. Се работи за колешката Лидија Петковска и од трите кои што устно беа поставени, рекоа дека ќе добие одговор на сите три писмено, добива само еден одговор. А пратениците од власта, од вкупно 33 пратенички прашања, 23 писмени одговори на пратенички, 23 се на власта, 6 на ВМРО ДПМН, а 10 вкупно на целата опозиција, односно 4 на другите опозициони пратеници. И повторно имаме изигрување на институтот пратенички прашања и повторно алатката за поставување на пратеници од опозицијата на пратенички прашања се злоупотребува. Повторно пратеничка од власта, која што досега има поставено некаде помеѓу 100 и 120 писмени пратенички прашања, бара поединечно да се каже докаде е постапката за секој за добивање на државјанство. Иако согласно закон тоа е управна постапка, што се води пред Министерството за внатрешни работи како надлежно, за кое што треба да се направат соодветни проверки, да се обезбедат соодветна документација и согласно закон да се исполнуваат услови кои треба да се исполнуваат за добивање на државјанство. Па јас сега прашувам, дали утре ако се смени власта, може ја како пратеник за сите 5-6 илјади легализации во општина Штип да побарам поединечно писмено пратеничко прашање? Се злоупотребува институтот, председателе, и повторно алармирам до власта да не ги злоупотребува пратеничките прашања со овакви одговори. Благодарам.